Почитувани, учениците од основното училиште Гоце Делчев Прилеп повторно го дочекаа стартот на учебната година со санитарни јазди како од минатиот век. Овие слики ќе имате можност да ги видите сега. Ќе повели. Се гледа? Добро. Овие слики го отсликуваат ужасот со кој што учениците од ова училиште секојдневно се соочуваат. Распаднати тоалети и катастрофално лоша хигиена. Учениците од ова училиште постојано се изложени на разни бактерии и зарази. Прашуваме, ова ли е успешниот старт на учебната година за кој кадарот на Никола Груевски, Спиро Ристевски, дури и јавно преку медиумите се пофали? Очигледно е дека и кинеската инвестиција од 300.000 евра, наменита исклучиво за училиштето Гоце Делчев, не беше доволна учениците да добијат тоалети и санитарни јазли какви што заслужуваат. Прашуваме, каде ли завршија парите со кои ова училиште требаше комплетно да се реновира? Градоначалникот Маријан Ристевски, после 3 мандати и потрошени околу 200 милиони евра општински пари, ги остави учениците од основното училиште Гоце Делчев без основни услови за хигиена. Затоа порачуваме. Доста беше. Нашите деца заслужуваат подобро образование, подобри услови, вредности и знаења. По демократските промени кои што следуваат на 11 декември, новата влада на Република Македонија, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, ќе започне со вистинска реформа во образованието. Ви благодарам.